154 работници од загубарот Еврокомпозит, чувствувајќи се повторно излажани, откако до вчера не им беше исплатен ветениот втор дел од отпремнините во висина од 25.000 денари, денеска протестираа пред фабриката. Стравувајќи дека престојните празници ќе ги поминат без кршен денар, тие побараа одговорност од директорот, но и итна интервенција од владата. Вчера појдовне неколку души пак кај него да видиме што ќе биде. Знаевме, имавме некои информации дека пари нема. И ни вети дека не можам сега да исплатам 25.000, можам само 8 до 10.000 денари. Значи, изгледа 8.000 денари, тој кој рече така. А другите да ни ги исплати 17.000 до 25 до крајот на јануар. Дали ќе биде така или како ќе биде, не знаеме. Неиздржливата ситуација која премина во многогодишна агонија за работниците кои се со просечна старост над 55 години и со работен стаж над 35 години станува уште потешка, бидејќи на овие луѓе со години не им се исплатени ниту придонесите. 36 години овде работам, 7 години неплатен стаж, плати неисплатено, еве што ни ветија парите не ги дава, без пари како се живее. Ангјушев ветува, го гледаме по телевизија, ни пари ни дава, ни ништо. Вака не можеме понатака. Не да сме осиромашени, не понижени, не, ова не оди никаде. До кога мисля без пари да живееме вака, не знам. На работниците кои заминаа како технолошки вишок, последна плата им била исплатена за месец септември во висина од 12.000 денари, а како отпремнина од ветените околу 100.000 денари, досега имале земено само по 25.000. Според договорот со владата, крајната исплата на отпремнините треба да биде до 28 февруари.